После 60 децении, конечно на испустот кај реката Дрим во Струга ќе се направи најсовремен систем за регулирање на протокот на вода од Охридско. Со модернизација и автоматско регулирање со далечинско управување ќе се врши и контрола на истекот на вода во рамки на дозволеното, појаснуваат од ХЕЦ Глобочица. Потенцираа дека иако хидросистемот Црн Дрим, во кој што се вклучени хидроелектраните Глобочица и Шпилје, се едни од најзначајните енергетски комплекси во нашата држава и важен дел од енергетскиот сектор со значајно учество во производството на електрична енергија, тоа не значи дека Охридското се користи како вештачка акумулација. Поради лошата хидролошка состојба и нискиот водостој на езерото, производството на електрична енергија е намалено за 40%. Практично последниве 7 години е доста низок, исто така и ова година, и како што премалку одговорив, исто така тоа е резултат на нашето послабо работење во однос на нашите просечни планови кои што досега сме работеле. Производството е намалено, исклучиво работиме само за балансирање на националните енергетски систем на електрична енергија во оние пикови кои е најпотребно. Во спротивно, нормално вршиме штедење на водите за да не дојде до исушување на самото корито. Експертите дополнуваат дека покрај мерките за адаптивно управување со езерото во услови на драстично променети климатски услови, најважно од се е да се ревидира договорот со Албанија стар 70 години. Договорот склучен меѓу Југославија и Албанија во 1956 година за регулирање за управувањето со водите не е вечен. Според меѓународното право, ваквите договори се ажурираат според хидролошките услови на гранични води. На тој начин енергетската криза во Албанија нема да се решава со водите од Охридското езеро, за да не се повикува на тој договор од таа далечна 1956 година. Охридското езеро е сензитивен систем и никако не сме да се дозволи, барем од човечки фактор, да се манипулира со минималната кота која изнесува 693,10 см, укажуваат експертите. И покрај обилните врнежи од дожд деновиве, езерското ниво е на само 8 см над минимално дозволената кота. Намалување на само 1 см од нивото значи губење на 3,5 милиони кубни метри од Охридското езеро, кој е најголем природен басен со питка вода во овој дел на Европа. Со изградбата на тој софистициран систем, кога нивото на езерото ќе се спушти до критичната граница, системот автоматски ќе се затвора, дозволувајќи го само биолошкиот минимум, кој што му е потребен на живиот свет во Црн Дрим.